Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Вечерва завршува 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Представата 12 на Македонскиот народен театар ги доби наградите за најдобра представа. Од утре започнуваат уписите во средните училишта. Работилница за мозаик денеска заврши во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Времето денеска сончево со мала облачност. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласом на поддршка во студиото Гордана Цветановска. Вечерва завршува 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Наградата за уметничко остварување на представата во целина со мнозинство гласови се доделува на ансамблот МНТ за уметничко остварување во представата 12, а истата представа ја понесе и специјалната награда за колективна актерска игра. Оливер Митковски од истиот ансамбл е носител на наградата Димче Трајковски за машка епизодна улога во представата. Наградата за главна машка улога Трајко Чоревски е доделена за актерското остварување на Мартин Мирчевски за улогата на Доне Софичанов во представата Црно семе на Народниот театар од Битола, а Јелена Цветановска е добитничка на наградата за современа сценска драматизација и адаптација на текстот Црно семе во истоимената представа. Наградата за млад актер Трајко Чоревски со мнозинство гласови му е доделена на актерот Атанас Атанасовски за улогата на Оскар Медисон во представата Пар Распар во изведба на Театар Комедија Скопје, а Маја Љутков е наградена за епизодна женска улога во истата представа. Наградата за главна женска улога ја понесе Марија Минчова Андонов за улогата на мајката во представата Сите прекрасни нешта во изведба на Театарот Ацо Шопов Штип. Ана Ристовска Трпеновска е добитничка на наградата Современ драмски текст за текстот Парови во изведба на Драмски театар Скопје. Самка Фери со едногласна одлука ја понесува наградата за костимографија за костимите во представата Ричард III во изведба на Албанскиот театар Скопје.
Представата Слепци на Турскиот театар од Скопје ја понесе возобновената награда од публиката со просечна оцена 5. Режисерот на представата Слепци, Чедрим Рајани, со мнозинство гласови, е награден за режија, а актерката Сладјања Вујошевиќ, пак членка на истиот ансамбл, ја понесе наградата за најдобра млада актерка. Медина Хоџа од истиот ансамбл е наградена за рекламен материјал со мнозинство гласови. Дур се правиме проби ние за некоја представа и секогаш велиме дали ќе бидеме спремни за прилепската публика, затоа што најдобриот дел и најдобрите критики од прилепската публика ние знаеме тоа да го имаме и стварно вчера беше тоа баш тоа што се очекуваше од кај нас и стварно сме среќни за оваа награда и би сакали наредна година да бидеме уште поспремни и уште подобри и да не се множат и на сите нас. Многу сум среќна за сите награди што ги добивме како ансамбл. Многу ја сакаме оваа представа, со многу љубов ја играме и се надевам дека што повеќе публика ќе ја гледа во најбрзо време. Награда за уметничко устварување на представата во целина со мнозинство гласови се доделува на ансамблот на МНТ за уметничко устварување на представата 12. Специјална награда за колективна актерска игра едногласно се доделува на ансамблот на МНТ Скопје за представата 12. Од утре започнуваат уписите во средните училишта. Освен што учениците ќе треба да аплицираат електронски, ќе треба и да ги достават документите во училиштата на 18 јуни во периодот од 8 до 19 часот, како и на 19 јуни во периодот од 8 до 17 часот. Од утре 14 јуни до 17 јуни е првото електронско пријавување во јунскиот рок за запишување ученици во прва година во јавните средни училишта во државава за учебната 2025-26 година. Пријавувањето на учениците е со електронско аплицирање преку линк до системот за електронски услуги на Министерството за образование и наука со посебна најава за средношколци преку сопствените користички сметки на schools.mk. Откако ќе заврши електронското пријавување, учениците на 18 јуни од 8 до 19 часот и на 19 јуни од 8 до 17 часот треба да ја достават потребната документација до училиштата. Конечните ранглисти по двете пријавувања училиштата ќе ги објават на 2 јули. Како и во изминатите учебни години, учениците ќе треба да достават хартиени документи до училиштата, а се прават напори од следната година процесот целосно да се дигитализира. Конечната ранглиста со резултатите од запишувањето и слободните места секој училиште ќе ја објави на 20 јуни 2025 најдосна до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница. Работилница за мозаик под менторство на магистар Александра Димитрова денеска заврши во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. На работилницата учествуваат талентирани ученици од општинските прилепски училишта. Но сето ова не може да биде вака ако не беа младите таленти, најмладите ученици кои што дадоа максимум од себе, дадоа многу придонес во реализацијата и се надевам ќе си заминат овде од оваа работилница со знаења како се изработува мозаикот, што представува мозаикот и на овој начин ја продолжуваме традицијата од нашите предци, бидејќи мозаикот е уште од 4 век пред новата ера застапен на териториите на целата планета, така да се надевам дека ќе го засакаат мозаикот, некои може би во иднина ќе станат идни мозаичари, ќе се занимаваат со ова и исто така да се заблагодарам на Министерството за култура и туризам кој што го поддржа овој проект да биде реализиран овде. Во фојејето на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп на 16 јуни понеделник во 20 часот целовечерен концерт ќе одржи трио Джентлмен под слоганот Македонска рапсодија.
Трио Джентлмен е составено од тројца професионални оперски пејачи, Дејан Стоев тенор, Кристијан Андоновски баритон и Јане Дунимагловски тенор. По урнекот на светските поп-класични состави се трудат тој жанр на пеење за прв пат да го презентираат и на нашите простори. На нивниот репертоар, освен класичните композиции, се наоѓаат и најголемите светски поп-хитови, изведени во поп-класичен манир, наполитански канцони, шпански песни, руски романси и секако македонското творештво. За ова кратко време колку што постојат, 9 години, имаат настапувано низ цела Македонија и надвор од незините граници. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во прилив времето сончево и топло, минималната температура се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 30 степени. Во следните денови времето ќе биде стабилно, претежно сончево и топло. Ќе дува умерен, во сабота наместа долж по Вардарието, повремено засилен северен ветер. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.